ЕСМ платила 2 милиони евра набавка на електрична енергија од трговци за 4 дена. Доколку оваа количина се набавеше на берзата Хупекс, ке чинеше 800.000 евра помалку. Дополнителната набавка била направена поради неработењето на блок 1 во река Битола и застојот во ТЕЦ Осломе, одговорија од ЕСМ, наспроти тврдењата од влада дека имало зголемено домашно производство. ЕСМ продажба и овој пат, како и секогаш предходно, објави повик за набавка на одредена количина електрична енергија потребна за дополнителните снабдувања по одлуки на влада, а зашто се појави потреба поради привремениот застој на блок 1 во рек Битола, кој денес е вратен на мрежа и застојот во Осломе, кој се очекува да се врати на мрежа во следните неколку дена. На повикот беа поднесени понуди и избрана е најдобрата понуда во однос на цената. Од владата пак тврдат дека недостатоците се покривале со зголемено домашно производство и со хидропотенцијалот, што ја отвора дилемата зошто имало потреба од дополнителни снабдувања. Се надоместува од зголеменото производство од останатите објекти со кои располага ЕСМ, како со зголемено производство од термоелектраните, од Неготино и од хидроелектраните, нивото на акумулациите, согласно информациите за вчерашниот ден, е на 25%. Високите суми за мегават часови ЕСМ ги плаќа на 3 фирми. За периодот од 26 декември до 1 јануари идната година набавена електрична енергија од фирмата Данске Комодитис по цена од 158,89 евра за мегават час за 10.500 мегават часови, што државата ја чини над 1.660.000 евра. Денешната цена на берза е околу 51 евра, ама ЕСМ ја откажала набавката за денеска. За набавка за само едно деноноќе од 27 до 28 декември потрошени се 281.520 евра за 1440 мегават часови. Електричната енергија е набавена од фирмите Ген и Продажба, Луферко МК и Ланске Комодитис Доел. Андонов соопшти дека во 2021 и 2022 година на ЕСМ се префрлени 260 милиони евра за електрична и топлинска енергија.